Вработените во општините мислат дека проблемот за неучество во процесите лежи во пасивноста на граѓаните и не разбираат дека токму тие се оние кои треба да работат со граѓаните посистемски, поструктурирано и поискрено, ако сакаат граѓаните да бидат со нив во салите. Јас сега би сакала исто да се вклучам малку во оваа дебата. Вчера подпишавме општина Новаци, градоначалникот и ректорот подпишаа меморандум за сарадба. Прво во делот како едно најважно нешто да се задржат младите токму на овие простори, ќе се стипендираат, значи ќе се помага финансиски на идните студенти да се запишуваат токму на факултетите од УКЛО, нели да останат тука на овие простори, првен тука да се образуваат, а потоа тука да се вработат, нели да создадат фамилии и да останат да работат тука. Во делот исто така меморандумот е прецизирано идни соработки, аплицирање на заеднички проекти, држење на различни обуки, истражувања и така натаму. Не дека до сега тоа не сме го правеле со универзитетот, не ни требаше меморандум, ние имавме претходна одлична соработка, меѓутоа еве тоа го направивме како со еден официјален документ. Во делот што рековте за вклученост на граѓаните во работата на општината. Значи општина Новаци, јас како вработена во општината можам да кажам искуства на општината што работи во делот на вклученост на граѓаните. Еве во делот за вклученост на граѓаните за буџетот спомнавте. Значи ние со своји сопствени средства минатата година организиравме буџетски форум каде што ги поканивме граѓаните активно да бидат вклучени во делот на планирање на буџетот на општина Новаци за 2023 година. Подоцна ви вера може повторно да се надоврди на делот за буџетот на што јас го пропуштам како раководител на одделение за финансии. Значи даваме можност ние како општина граѓаните да бидат вклучени во работата на општината, меѓутоа можам да кажам дека постои определена пасивност од граѓаните, не дека граѓаните не се вклучени и не се информирани, меѓутоа забележуваме пасивност во нивната желба да бидат вклучени во обуците или активностите или работениците што ние ги организираме. За разлика од претходните години. Порано имавме многу поголема посетеност на сите настани, на сите работилници кои што ги организиравме како локална самоуправа и можам да забележам дека од година во година таа посетеност и вклученост на граѓаните опаѓа и тоа драстично. Исто така Емилија е тука со Пролокал, работиме на проект за младите. Значи младите се вклучени во заеднички проект. Така да минатата година остваривме заеднички проект да го слушниме гласот на младите со Емилија, што е она што тие го сакаат од локалната самоуправа, така да реализиравме проект, направивме спортска теретана. Младите беа вклучени од самиот почеток, што е тоа што им треба, учествуваа во работата на општината, на седници на советот, поднесоа иницијатива дека тоа и тоа им е потребно да излезе во пресред општината за заеднички проект со Пролокал да го направиме, така да успешно реализиравме една приказна, направивме спортска теретана како проект кој што им е потребен младите. И во врска со отворените податоци, транспарентноста на општините, отчетноста, значи точно тоа што го кажа Емилија, најчесто тоа потекнува, односно е иницирано од граѓанскиот сектор. Во соработка со општината секогаш сме излегувале во пресред на сите иницијативи, така да ние бевме во одреден степен транспарентни и отчетни, меѓутоа во соработка со невладиниот сектор од каде што потекнува иницијативата, ние дополнително работиме на поголема отчетност, објавуваме повеќе документи на страната, ги објавуваме во таков формат каков што им е потребен на невладините заради нивна обработка. И тука можам да кажам дека во овој дел дека најчесто необичниот граѓанин сурфа на страната, да се изразам така, и бара податоци, статистики или пак буџетски документи или било што. Тоа најчесто го прават невладините. И тоа го прават невладините кога работат на определени проекти кои што ги имаат од странски донатори. Прават истражувања и значи обичниот граѓанин може само да ја посети нашата веб страна ако има електронски услуги да ги заврши или на некој начин нешто што е за него директно врзано за некоја потреба да се информира, меѓутоа да застани, да ја отвора страната, да отвора податоци
буџети и така натаму обичниот граѓанин, тоа од наше искуства да има и од Битола и од други општини, од Прилеп, од Долнени, слободно може да се вклучи во дискусијата да каже. Тоа е моје мислење, дека обичниот граѓанин само за негова потреба ја отвора веб-страната. Меѓутоа, најчесто податоците кои што се врзани за транспарентност и отчетност на работењето на општината се по потреба на граѓанските институции. А во поглед на капацитетите на општината, колку општинските кадри имаат капацитет и стручност во тоа што го работат, можеби Александар е најдобар да каже во тој дел да се изјасни, бидејќи тој беше присутен во Битола, во Прилеп, во Могила, така да разговаравте, имавте можност да се видите со еве во општина Новаци со голем дел од нашите вработени кои што работат на различни проблематики од делот на општината. Така, тоа е моје, слободно може да се надоврзите, да кажете ваше мислење во овие неколку работи кои што ги кажа.